Почитуван заменик министер. На 6 декември 23 година во 13 часот и 18 минути е испратен мејл до сите координатори на пратеничките групи. Мејлот ќе ви го прочитам како што го прочитав и предходниот. Како организација за средношколци, студенти и општо млади, ОДАС, по анализа на буџетот за 2024 година, како и по консултација со групи на млади луѓе, во прилог ги испраќа предлог амандманите на буџетот за 2024 година. Овие предлози се во насока на подобрување на состојбата на ученичките домови и средношколскиот и студентскиот стандард. Се надеваме дека ќе бидат разгледани, дискутирани и прифатени. Стоиме на располагање за консултации и понатамошна соработка. Со почит, Организација за диалог и афирмација на средношколците и студентите ОДАС Скопје. И вие, и јас, и сите колеги знаат дека во буџетот за 2024 година се кратат средствата наменети за подобар животен стандард на студентите, на учениците. Општо, наменски, во големи ставки од делот на буџетот за образование се кратат средствата. Јас само сакам да ве повикам, како одговорни граѓани и пратеници, но пред се да размислувате и како одговорни политичари, дека треба да носиме одлуки кои ќе значат подобра иднина за нашата иднина, а тоа се студентите, учениците, тие се нашата иднина. Јас само ќе ве прашам и ќе ви кажам, зарем во буџетот, барем оно како искуство што ни било претходно, имаше за криминално да се стекнуваат финансии, за да се купува на сомнителен начин соравија, зарем имаше пари во претходните буџети за Бехтел и Енка, да има наводни коридори за кои не видовме ништо, само 2 табли и нив ги нема, зарем имаше за луксузно славење на некакви самити, за кои имаше одредено сомнение и сомнеш голем за тоа како се трошат средствата. Имаше за непотизмот на Груби да дели на својот брат ЕТЦ Травел финансии од неговото министерство. Имаше пари за струјата на Ковачевски. Имаше пари за дроновите на Мила Царовска. Да не ги забораваме. Имаше пари за тренинг на магариња, памтите. Имаше пари за арберија. Сомнителни тендери, државни, народни пари одеа таму. Имаше пари за Евровија. Исто. Имаше пари, знаете, за Бектеши, они министерот што успеа да ја излаже цела влада. И да вработува кого сака. За таква одржливост има финансии, за студентите нема. Имаше пари за Вице Заев, да ве подсетам, за ископувањата што ги правеа во Рек Битола. Па одеа финансиите од Рубитон тогаш. Сега има пари, замислете, за Марковски компани. За нив има пари. Ама за студентите и за учениците нема пари. Имаше пари за многу на криминален начин да се стекнуваат финансии. Семејството Заеви, да сега, имаат некаква фондација, па трошки враќаат назад, а вистинските средства, каде се прашање, заради тоа што нели имаме ние држава каква што имаме, раководена со СДСМ и ДУИ. Има пари, многу има што да се зборува, за каков се криминал до сега е направено, за сите имаше пари, само за студентите и за учениците, и нивните подобри стандарди да ги имаат, да бидат мотивирани, да бидат пречекани во топли ученички и студентски домови, да имаат убави услови
да учат. За нив, за жал, нема. Ви благодарам, колеги, однапред ќе кажам доколку го поддржите овој амандман. А доколку не го поддржите, или пак ќе кажам и ќе го цитирам колегата пред малку, овде се работи за студенти, овде се работи за ученици. Поддржете го овој амандман. Ви благодарам.